Почитувани, добар ден, ги следите вестите на Канал 8. Реконструкцијата на патот од Кочани до Пониква продолжува со втората фаза на делницата од Клучката кај селото Бели во правец на Шумската куќичка. Според најавите, рокот за завршување на работите е до крајот на летото, при што ќе се постави нов асфалтен слој и неопходната придружна опрема. Со отстранување на стариот асфалтен слој, во тек се градежните работи од втората фаза за реконструкција и преасфалтирање на преостанатите 7,5 километри на патниот правец од Кочани кон туристичко-рекреативниот центар Пониква на Осогово. За овој градежен зафат наменети се над 41,5 милион денари, што ги обезбеди јавното претпријатие за државни патишта. Изведувач на градежните работи е компанијата Ескаватори МК, која има обврска да ја заврши рехабилитацијата на коловозот за нешто повеќе од 1 месец. Во првата фаза, што се реализираше минатата година, беше реконструиран најоштетениот дел од патот со должина од 10,5 километри на потегот од паркингот на Пониква кон Кочани. Исто така, реконструирани беа и околу 2,5 километри од улицата Страшо Ербапче, која води кон Пониква, на делницата од Кочани до Клучката кај селото Бели. Во моментот, градежната механизација на компанијата Ескаватори МК го отстранува стариот асфалтен слој и го подготвува коловозот за поставување на новиот асфалтен слој. Од општина Кочани рекоа дека се направени сите напори и овој дел од патот да биде реконструиран, со што целосно ќе се реши едно од најзначајните инфраструктурни прашања за развој на планинскиот туризам. Проектот опфаќа нов асфалт, поставување рабници, сливници за атмосферската вода и еластична ограда. Тој ќе овозможи развој не само на општината, туку и на целиот регион. Истовремено, општина Кочани на Пониква ги реконструира и двата постоечки ски лифта, а се инвестира и во нов планинарски дом, како и реализација на проектот за изградба на велосипедски патеки од Кочани до Пониква. Основните и средните училишта од Кочани заеднички го објавија тендерот за избор на фирма што ќе го врши превозот на учениците во предстојната учебна година. За покривање на трошоците за оваа намена предвидено е вкупно да се потрошат над 180.000 евра. И годинава ќе нема доцнење во постапката за избор на компанија што ќе го извршува бесплатниот превоз на учениците од 3 основни и 2 средни општински училишта во Кочани, со оглед што навремено е распишан и јавниот тендер. Носител на набавката е средното општинско училиште Љупчо Сантов, а проценетата вредност на услугата за превоз изнесува околу 11,5 милиони денари, што е за околу 20% повисока во споредба со претходните години. Со јавниот тендер треба да се обезбеди бесплатен превоз до и од училиштата за вкупно 986 ученика, што е за околу 200 ученици повеќе во споредба со лани. Еден дел од учениците, односно 344, ќе користат бесплатен градски превоз, затоа што од нивниот дом до училиштето оддалеченоста е поголема од 2 километри за основците, односно 2,5 километри за средношколците. Другите ученици се од околните селски населби, како и од Делчево, Берово, Виница и останатите помали општини во регионот. Вкупно, учениците ќе се превезуваат на 16 различни релации. Според јавно достапните информации, со бесплатен превоз ќе бидат опфатени ученици од основните училишта Свети Кирил и Методи и Никола Карев од Кочани и Крсте Мисирков од Оризари, како и 2 средни училишта. И покрај обемноста на постапката и бројот на учениците, објавата е заедничка, односно групна тендерска постапка во чија техничка спецификација е разграничено во кое училиште колкав број ученици и на кои релации ќе се превезуваат. На заинтересираните компании и понудувачи им е оставен доволен рок за учество на тендерот, како и за евентуалните жалби во врска со постапката. Крајниот рок за доставување на пријавите е до 22 јули, што значи дека ако нема забелешки или жалби на постапката, до почетокот на септември треба да биде познато кој ќе дава услугата за бесплатен превоз на основците и средношколците во општина Кочани.
Комплетирани се градежните работи за реконструкција на тротоарите во централното градско подрачје во Кочани. Со проектот беа опфатени неколку улици, а за уредувањето на пешачкиот простор општината инвестира околу 60.000 евра. Локалната самоуправа на Кочани го заврши проектот за реконструкција и уредување на тротоарите во централното градско подрачје, за што од општинскиот буџет инвестираше околу 3,5 милиони денари. Во изминатиот период се работеше на уредување на тротоарите на дел од улиците Маршал Тито и Страшо Ербапче. При тоа старите и оштетени слоеви на најпрометните зони во градот, во близина на поштата и кај болницата, беа заменети со бехатон плочки. Реконструкцијата опфати именување на уличните рабници со нови, а приградбата е земена предвид и пристапноста за детски и инвалидски колички, за што е применет слободен приод. Поради ниската сообраќајна култура при градењето на тротоарите, поставени се повисоки рабници со цел да се намали можноста за злоупотреба на овие површини од непрописно паркирање на автомобилите и узурпација на просторот што е наменет за движење на пешаците. Според најавите од општина Кочани, планирано е во наредниот период да се уреди тротоарска површина во близина на новата детска градинка, со намера околината на капиталниот објект што е во градба да добие урбана димензија. Годинава, изградбата на тротоарите ја изведува градежната фирма Патио Монт од Кавадарци, а според договорот планирано е уредување на тротоарска површина од околу 3.500 метри квадратни. Општинскиот комитет на ВМРО-ДПМН од Кочани одржа пресконференција на која беа представени дел од поважните проекти во партиската предизборна програма, чиј назив е Обнова. Програмата содржи над 1000 проекти, а главниот фокус ќе биде економијата и подигнување на животниот стандард. Економски бум за повеќе пари и подобар живот, влевање на надеж дека може поинаку и подобро. Програма со прецизни рокови кон кои се обврзува ВМРО-ДПМН за обнова која ќе ја исправи Македонија. Програмата е плод на многу работа на експертските тимови на партијата. Во најголем дел се земени во предвид барањата на граѓаните кои беа прибрани во предкампањата разговори за обнова на Македонија. Повисоки плати за 25%, повисоки пензии, поддршка за стопанството, повеќе пари за народот, огромен инфраструктурен инвестициски потват, поддршка за земјоделието, револуција во културата, војна против корупцијата и криминалот се само дел од зацртаните проекти на кои работеа еминентни стручњици од областите. Користена е помош и од странски експерти, а е направена и репроценка на фискалните импликации согласно најновите кризни текови. ВМРО-ДПМН ќе излезе и со документ преодна стратегија за реализација и делување во првите 100 дена од превземањето на владата. Тоа ќе биде план кој ќе опфати прецизни детали на тоа што се планира да се реализира во првите неколку месеци. Отсуството на пензионерите од клубовите за време на воредната состојба, Сдруженијето на пензионери Кочани го искористи за чистење, белење и дезинфекција на сите простории во сите клубови во Кочани и другите општини што ги покрива Сдруженијето. Пензионерите строго ги почитуваат мерките за заштита од COVID-19, информираат од Сдруженијето. Сдруженијето на пензионери Кочани за цело време додека траеше воредната состојба, но и сега работи во воредни услови и строго ги почитуваат мерките од владата за заштита од COVID-19. Со оглед на тоа што станува збор за ранлива категорија граѓани, кои повеќето се хронично болни и стари лица, со придржување на мерките, од Сдруженијето на пензионери информираат дека досега нема ниту еден пензионер, член на Сдруженијето, позитивен на коронавирусот. Периодот на отсуство на пензионерите од клубовите, Сдруженијето го искористи за дезинфекција, белење и чистење на сите простории. Ние меѓу скоро 7000 пензионери на трите општини, до сега нема регистрирано пензионер позитивен на коронавирус. Како поважни задачи што са кај нас, меѓу другото и обезведувањето со огневите дрва. Инаку празнината, да ви кажем и ово пред да кажеме за дрвата, во мерките ние сакаме да бидеме попрактични. Ние имаме управа и имаме и 7 пензионерски клуба. Во овај интервал на месец и пол, ние сите клубови ги комплетно
прочистивме, реновиравме, избеливме, дезинфициравме. Они не работат, ради тоа што са тоа сепак некои обекти што собират повеќе луѓе на шах, на кафе, пауза или разговори и чај. Меѓутоа, додека не се дозволе употреба на угостителски обекти од затворен карактер, така и клубовето, само одржавачите секојдневно ги пак прочистуваат и припремат да шом доаѓаат услови за тоа да се пуше да работат. Поради коронасостојбата, за сега, додава Серафимов, нема услови за реализирање на планираните регионални и државни спортски надпреварувања, а одложени се и верските собири на Пантелеј, како и Петровденските денови, кои пензионерите ги организираа по повод Петровден секоја година. Ако евентуално се подобри состојбата со COVID-19 до септември или октомври, ќе се планира спортските надпревари да бидат одржани. Ова беше одлучено на последната седница на Сдруженијата на пензионери, одржана со претседателите на Сдруженијата од Источниот регион. Песна од грло медено е насловот на новата книга на авторката Славица Цветкова од Кочани, која излезе од печат деновиве. Цветкова на неа истражувала и запишувала цели 2 години. Книгата представува профил на општината Чешиново Облешево, бидејќи во неа се поместени 80 песни од сите 14 населени места во оваа општина. Пред само 2 дена излезе од печат новата книга на авторката Славица Цветкова од Кочани под наслов Песна од грло медено. Ова е нејзина 9-та самостојна книга, а како коавтор Цветкова се јавува во други 5 книги. Во новиот публицистички труд на Цветкова се застапени изворни народни песни од 14 населени места во општината Чешиново Облешево. Песните се запишувани од лица кои некоја живееле во тие села или кои што живеат денес во тие селски населби. Покрај на македонски јазик, книгата содржи и песни на влашки и српски јазик. Во неа се поместени 80 лирски и епски песни, а рецензенти се професорите Иван Котев, фолклорист и собирач на народното творештво од Струмица, и магистер Љупка Стојменова од Кочани, голем ентузијаст која неуморно работи на популаризација на македонската литература, особено помеѓу младите. Книгата ја работев скоро 2 години, а дел од песните имав запишано уште во текот на моите истражувања за монографиите кои ги објавив за селата Теранци, Кучичино, Чифлик и Облешево. Чувствував еден долг кон тие информатори од тоа време, кога ги правев монографиите, од кои за жал некои веќе се починати. Дојдов на идеја да направам една книга посебна со песни. Значи, истражував, нови истражувања направив и ја создадов оваа книга. Морам јавно да се заблагодарам на Димко Наков, поранешен директор во Руен во Кочани, за неговата помош околу препевот на влашките песни и всушност собирањето на влашките песни, на сочувањето на информаторите. Во оваа книга не се само запишани песните. Значи, направена е по еден друг принцип, за разлика од досегашните. Покрај податоците за социогеографските карактеристики на селата во општината Чешиново Облешево, давам податоци за општината Чешиново Облешево, давам начинот на пеење на народните песни, на запишаните народни песни, со кои музички инструменти се исполнувале, како и за елементите на народната носија, што е користена во времето на пеењето на песните. Покрај секоја песна имам податоци за селото, имам за информаторите, податоци од каде се, како се, од која националност се, потоа давам податоци од каде ја слушнале песната, од каде ја запаметиле, во кои пригоди се пеела песната, значи за сите тие песни. Споменати се и културно-уметнички друштва што во тоа време постоеле во општината Чешиново Облешево.
За да ја создаде оваа книга, Цветкова покрај теренските истражувања ги користела и електронските медиуми заради контакт со жители од селото Лепопелци, кое сега е расселено, а жителите живеат во Скопје. Па со нив Цветкова закажувала средби, контактирала преку интернет, а оствариле и контакт на Влашкиот фестивал на Пониква, што се одржуваше секоја година. Цветкова вели дека за цело време малку со несигурност пристапувала кон пишување на книгата, бидејќи постоел стравот дека нема да собере доволен број песни. Но кога започнала со истражување, се изненадила од желбата на селаните и луѓето кои сакале да кажат повеќе и повеќе за се што требало да се каже, и таа ги запишувала текстуално. Цветкова се надева дека песните ќе добијат и мелодиски линии во иднина. Книгата на крајот содржи речник на непознати и помалку познати зборови, како и регистер на географските и личните имења на информаторите. Со оваа книга Цветкова, освен обврската која имала кон повозрасните информатори, сакала да инспирира и нови истражувачи да го запишат ова богатство и да го остават за генерациите по нив. Со книгата Цветкова дава скромен придонес кон зачувување на дел од културното наследство како важен сегмент од историјата на нашето опстојување и идентитет. И други членови на литературниот клуб Копнеш од Кочани се добитници на награди и признанија на литературните културни меѓународни манифестации Литератопија и Планетопија 2020, што поради состојбата со COVID-19 се одржаа онлайн. Ружа Стојмилова, Ленче Стојменова, Јане Атанасов, Марија Стефан, Никола и Блашка Стојкови, Марина Гоцевска, Милица Трпевска, Славица Цветкова и Атанас Георгиев. Сите членови на литературниот клуб Копнеш од Кочани се добитници на награди од литературната манифестација Литератопија и Планетопија, што во организација на поетесата Милица Паулос се одржаа онлайн. На двете манифестации, кои се меѓународни, учествуваа учесници од Македонија, Србија, Бугарија, Хрватска, Германија и други земји. Членовите на литературниот клуб Копнеш се представија со своји песни, прозни состави, афоризми, како и со објавени книги, и истите се наградени со високи награди и признанија. Ако кажем колку ми се драги тие награди, нормално дека ми се драги, бидејќи ми се прво награда за прво место за поезија проза и за прво место за песна со дипломи. Редовно учествувам на тие фестивали, она што ги одржава и други. Да се заблагодарам на Славица, она ми помогне да ми прати некој пат од јас не. Значи наградата за оваа книга Шепот на душата е награда. А песна беше за песна пак молитвена, веќе крчко се нешто проза. Припремам раскази, 10 чинам дека ќе се допадне на луѓето. Да не откривам многу, содржински сум опфатил мое младо, оно детство од колку што се сеќавам за мене, па до завршување на средна школа. Деновиве течат конкурсите за манифестацијата Гордана Коцева во чест на прерано починатата писателка Гордана Коцева од Штип и манифестацијата Охридски бисер на поезијата во организација на Академија Еуро Арт од Штип и Милица Паулос, на кои исто така ќе учествуваат членовите на литературниот клуб Копнеш.
Почитувани, тоа беше се што ви подготвивме за ова издание на вестите на Канал 8. Ви благодариме што бевте со нас. Довидување.